Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Вечерва, втор дел на ексклузивното интервју со Трифон Костовски. Сите работи кои станале неодговорени за Трифон Костовски, поврзана со политичката кариера или поврзани со политичката кариера, со Евростандард банка, со Бранко Црвенковски, со Никола Груевски, тајните разговори, тајните средби, Жана Осмали, улогата на Жана Осмали, Бајру Сейдију, Јорго Ќука, ќе можете да ги поставите вечерва. Интервју трајање некаде 60-65 минути. Останете со нас, сигурно нема да зажалите за овие 65 минути. 2002 вие сте во пикот на славата. 2004 година луѓе од вашето најблиско окружување почнат да водат кампања дека вие треба да бидете следниот председател на Република Македонија. Тоа ви остана неисполнета желба, значи вие инвестиравте во се после Борис Трајковски да бидете председател на Република Македонија. Не вие, Бранко Црвенковски се кандидира. Дури луѓе кои ви се пријатели велат дека после средбите со Бранко Црвенковски вие сте се враќале расположен и вие сте сваќале, сте разбирале дека имате поддршката на Бранко Црвенковски да бидете кандидат за председател. Видите, и Васил Тупурковски на некој начин така е завршил кариерата, бидејќи смета дека Лјупчо Ѓурѓевски ќе го поддржи на изборите 99 година, вие 2004 година очекувате Бранко Црвенковски да ве поддржи. Васко, најискрено да ти кажам, не желам за ништо. Не велам дали желате. Не, сакам да кажам, објективно бев најсериозен кандидат. Јас сега да мислам што беше разговорот. Јас со Бранко правев мојабет на таа тема секако. Тогаш требаше да заминам за Америка на ICG групата, имаше годишно собрание, а беше токму туку што нели се распиша, ќе се распишуваат избори, предвремени председателски избори, бидејќи покојниот Борис Трајковски почина. И за 2 дена он требаше да го одржи тоа да се донесе таа одлука во конвенцијата да биде. Конвенцијата да помине. Јас одам во Америка, во Вашингтон, во Демократскиот институт, идеме на кафе да се напиеме со покојна Жана Осмали. И луѓето ме дочекуваат таму, бидејќи сите информации кои што ги добијат од Скопје дека јас сум следниот кандидат и буквално седнеме да се напиеме. Кафе. Да се почастите. Да. Како идем председател? И во еден момент, тоа беше тамошно време околу 2-3 часот локално време, одека веќе беше 8-9. Доаѓа информација дека Бранко се кандидирал. Нашите луѓе ова се најдува во многу понезгодна ситуација него јас. Верувам дека тоа се нараше виски да се напија. Од причина, не знам, во политика не сум бил, Васко. Знам бизнис, знам што е работа. Политиката е сепак за мене предизвик. Затоа од тој аспект, со денеска беше и веќе искуството што ги имам. Не го осудувам Бранко, да се разбереме. Бранко амбиција имал. Амбиција бил. Ви ветил ли? Па кажа, ми вети, уставно кажано, ми вети дека јас ќе бидам кандидатот. Меѓутоа не го исполни. Не замерувам. Значи Бранко кажа, Бранко откажа. Ајде да речеме така. Па сега, еве, така изгледа дека, меѓутоа може би он имал други со така математики, али беше честно да ми каже, Трифон, слушај, ја ќе се кандидирам, немаше проблем, ја ќе го поддржам. Не бев јас болен да бидам на функција председател. И ден денеска не сум. Лично сметам, Васко, ја на оваја земја повеќе треба него таа ми. Костовски, гледате, две големи политички личности, дали нели ги прифаќаме нивните дела и работи, тој Црвенковски, тој Никола Груевски, меѓутоа биле лидери на двете најголеми политички партии, одбележале одредена епоха и начело на СДСМ и начело на ВМРО да помена. Црвенковски има најголемата победа во историјата на плурална Македонија. Груевски има најмногу победи на избори, 10 избори последователно, 11 од пораз на локални избори се повлекува. За Црвенковски му помогнавте помалку. Му беше битна таа помош 2002 година, но на Никола Груевски му беше 2005 година да се биде или да не се биде. Бидејќи ако ги изгубеше локалните избори, ги имаше претходно изгубено председателските избори и беше во конфликт со Лјупчо Ѓурѓевски, тоа ќе значеше крај на политичката кариера на Никола Груевски. Вие победувате во Скопје и вие всушност го спасувате од политичка пензија Никола Груевски.
Никола Груевски, кој велите во случајот Порцеланка, кога е министар за финансии, ви прави обструкции. 2 милиона марки ме оштети. 2 милиони марки. Да. И тоа е една од причините зошто Светска банка даде 4 милиони евра за исплата на сите обврски со цел Порцеланката со слобода да може да влезе, мислам, стратешки инвеститор, во кој што тука беа, јас бе со 1.800.000 марки, беше Комерцијална банка со 1.200.000 и околу милион евра беше Евана, односно ЕСМ. Комерцијална се наплати, ЕСМ се наплати, мене отидоа парите кај Петичеви, кај еден покоен веќе адвокат кој што веќе го нема меѓу живите. Тоа е тоа. Костовски, вие трчате... И плюс тоа да ти кажам, Васко, на додаток, се поведе истрага против мене во кој што ја водеше Снежана Лупевска за мојата замешаност околу Порцеланка, која истрага дојде во Виена. Меѓутоа, ефектот е нула. Немам ништо. Костовски, зошто решавате да се кандидирате за градоначалник? Вела дека тоа е најтешката функција градоначалник на Скопје што постои на политичката сцена. Делува многу мокно, меѓутоа на крај пак се сведува на шахти, на дупки, на крпење на улици, на канализација и така натаму. Хаусмајсторска повеќе функција, значи не е тоа председателска функција, па ви имате разузнавачки информации, не е тоа премиерска функција кај што мокта во државата во ваши раце. Вие сте слуга на Скопјани, делува мокна како стюардеса, знаете, која на крај се сведува идол од европските политичани беше Жак Ширак. Он беше прво градоначалник на Париз, па после на председател на Франција. Сакавте траекторија политичка? Отприлика сакав таа траекторија, бидејќи објективно види вака, Васко, мора да се прави дистинкција меѓу локална самоуправа и централна власт, па и председател на држава. Тоа се три функции, независни едно од друго. Локалната самоуправа е фактички животот кој диктира на дневна база. Скопје е жива материја. Скопје нема голема филозофија, меѓутоа има големи проблеми. Проблемите, оние видливи се, ги гледаме над земја. Невидливите се во основа под земја, каде треба да се креира структура за безбедносно и брзо движење на секој поединец. Денеска Скопје функционира како милионски град. Тоа е финансиски центар, културолошки центар, политички центар, минимум по 250-300 види луѓе на дневна база ти имаш гости во Скопје што доаѓаат, кои треба да јадат, да пијат, да идат во тоалети, да живеат тука. Значи, тоа е инфраструктурата која што ние можеме да направиме ко локална самоуправа. Дозволи. Јас првите 2 години бе бела книга за локална самоуправа. Единствено што ги следи во градот беше финансите. Дупката на Пенов од 20 милиона јас ја покрив, а со буџет кој што имаше годишен 32 милиона евра. Јас ја покрив за 2 години. Исплатени сите долгови, градот годне со Б плюс со 2 плюс. Подобар од рейтингот што беше после тоа на Груевски, на централно ниво. Градот го јас пакував. Ја тек 3-та година станав вистински градоначалник, знајќи и проблемите, надземја и подземја. Сватив дека мене рацете и носете ко градоначалник ми се јавните предпријатија. Кај што имам вработено 67.000 луѓе. Јас сум, тука ти е водовод, канализација, паркови зеленило, јавни патишта. Тоа се моите раце и нозе во кои што тебе морам да ви обезбедам услови за живот. Костовски. Ама по најнизок. Ве утепаат како градоначалник. Не знам кој ми утепал, јас. Помишто ви утепа од критики. Тоа беше тоа беше масакра. Види тоа што ви го прави ако видите се извинувам. Прво вие го победувате Ристо Пенов. Ристо Пенов има 2 мандати градоначалник на Скопје. Да. Сите го гледа како сигурен победник на изборите, дури Владо Бучковски, Радмила Чекининска не сака да ја раскинуваат коалицијата со Ристо Пенов, иако имаше одредени размислување вас да ве предложат. Тоа беше сугестија на Бранко Церковски. Ко Бранко Церковски веќе ајде да речеме ве пушта низ вода за председателската функција, им сугерира на СДСМ вас да ве номинираат за прв човек на градот Скопје, дека сигурно ќе победите.
Вие го спасувате Никола Груевски. Тоа се тешки, мачни преговори кои ги правите, кои ги водите со екипата на Никола Груевски. Мислам дека Силвана Бонева во таа страна, дека мислам Ганка Самилова Цветанова. За на крај во без вестерн, ако не се лажам, се вклучува Сашо Мелков, екипа од ваша страна и вие во постојан момент се договарате да бидете поддржан од Никола Груевски од ВМРО ДПМН на изборите во Скопје. Тоа Никола Груевски имаше некоја моделче и во Велес и во Охрид поддржуваше одредени независни Леов, Шапкар и така натаму. Да, види вака, апсолутно поддршката на... Си плативте ли за поддршка на Груевски? Никако. Вела дека сте ја платиле поддршката, сте ја финансирале кампањата на ВМРО, за да може Никола Груевски да ве поддржи. И самиот Груевски толку беше паметен, интелигентен, знаеше дека јас сум победнички воз. Барем во тој момент. А зошто не ве прифати? Бидејќи он има свој кандидат сака да си постават. Ганка Самилова? Ганка Самилова. Меѓутоа, ако видел дека јас сум, знаева дека нема шанса, бидејќи следната година веќе изборите, и он мораше да иде на победнички воз. Тоа беше, да не кажам, една симбиоза која што беше направена, бидејќи ја во еден му реков, Никола, дали ти ќе ме поддржиш или некој партија, мене ми ама буквално се исто. Ја одам. Нему тоа му беше совршено јасно. Го спасивте Никола Груевски? Имате ли такво чувство? Мислам, он имаше чувство да осети дека да, ќе прифатам компромис. Но неговата освета тоа не можеше да го свари. Никогаш не ве прифати, знаете, мислам, тој се согласи вие да бидете кандидат. Точно знаеше дека ќе победи. Види вака, Васко, тоа е преди се. Јас сум и денеска своеволен и слободумен. Ја не можам тешко, ти ќе ме ставиш ја да функционирам во некој систем во кој што не ми одговара по мојот габарит и по моите сваќања. Како се работи со ВМРО ДПМН? Таму, на пример, ви беше Милијана Киевски на водовод. Таму беа испумпани пари за Република, ако не се лажам. Видите вака, соработката беше лоша. Соработката беше лоша. Милијана Киевски. Ја го смени веќе Милијана Киевски, тоа беше безсвестен што вие велите, кога ме држе од 5 сат вечерта до сабаре до 5 сат, со цел да повлечам разрешницата на, односно разрешувањето на Милијана Киевски од директор на водовод. Бидејќи без моје знаење финансирал проект за ребрендирање на јавно предпријатие кој нема никаква конкуренција на водовод и канализација, кој чинеше 380.000 марки. Тоа не може да го прости. Пари кои завршат во најголем дел, нели? Република, официјално, се е папирлошки покриено. Вања Пеша беше таму, Република почината, сега покојна нели не. Види вака, се беше папирлошки покриено, меѓутоа јас се чувствував избамен. Не може на Милијана Киевски, Груевски, кој може да му биде лидер во партијата, да му биде налогодавец, а јас го вработувам, ја го поставам на функција генерален директор на водовод канализација, мене да не ми известит. Тука веќе има двојност во судир, во владење. Ја не дозволи во градот Скопје Груевски да биде градоначалник. И нема да го дозволам никој пат. Костовски, тогаш во дел на луѓето, може не беа ваша екипа, меѓутоа луѓе во кои вие имавте доверба, кои ги почитувавте, беше Горан Трајковски. Подоцна ви станува директор на Евростандард банка. Горан Трајковски е директор на управата за земни приходи во златното време на Никола Груевски, значи човек од најголема доверба на Никола Груевски. И Игор Гиевски, вие го почитувавте Игор Гиевски. Игор Гиевски беше во Советот на град Скопје. Од ВМРО НП тогаш. Од ВМРО. Лјупчо Георгиевски. И има сосема многу солидна соработка. Горан Трајковски беше предложен од Груевски, бидејќи таа кохезија меѓу мене и ВМРО мораше да резултира со одредени стручни лица кои што ја ќе ги изберам да ги поставам одредени функции. Горан Трајковски е мој избор за да влезе како финансов директор, а потоа како генерален секретар, и јас го направив. Не по барање на Груевски, по мој. Бидејќи тој човек заслужуваше тоа. Кога замина во УЈП, само ми кажа Горан, вика, партија ме зове. Горане, овдека ти е местото отворено, реко, во секој момент. И денеска со Горан Трајковски имам прекрасна комуникација ко татко и син. Костовски, Игор Гиевски е еден од главно осомничените во една афера Делчевски ниви. Горан Трајковски беше кај вас во банката, сега е во Витаминка, не знам, во одбор на директори, заедно со
Кадиевска Војновиќ, Да. што е член на извршен комитет на ВМРО ДПМН. Тамо и завршија кај кумот нели на Саша Витаминка, Саша Нумовски од Витаминка, завршот и дел на акциите на Христијан Мицкоски. Тоа е еден систем, знаете. Во времето кога е аферата Евростандард банка, голем дел од луѓето кои се разбираат во таа работа велат дека всушност тоа е банка контролирана од Груевски и од Сашо Мјалков, дека вие всушност во еден временски период сте само фигура која го покрива влијанието на Никола Груевски преку Горан Трајковски на Сашо Мјалков во Евростандард банка. Не, тоа не е, мислам, таа перцепција е многу погрешна, бидејќи Груевски додека јас бев и граначник, никој пат ниту стапнал во Евростандард банка. А мојата желба да го доведам Горан Трајковски како генерален директор беше од самиот момент кога он си замина од градско собрание и ја цело време буквално бев на стендбај да го донесам како прв човек во Евростандард банка. И криваме што не го успеав да го убедам да дојде порано. Тоа ќе беше можеби подобри за мене и за банката и за се. Во поглед политичките влијанија, за жал, повеќе присутно влијанието на Социјалдемократскиот сојуз во самата банка, посебно во врвот на банката. И сметам дека тоа е изворот на сите недоразбирања и на сите оние лоши послани што буквално сега се појават како реалност во аферава. Тоа дали ќе биде афера, дали ќе биде... Афера Евростандард банка. Евростандард банка. Пред Евростандард банка, видите, вие говорите за масони, говорите за браќа, сестри, така натаму, нели? Но ви имате аферата со градски аптеки. Една брутална афера, брутална валкана афера, бидејќи начинот на кој се води целата таа афера всушност беше валкан со она дебата на еден телевизија. Дебатата е мало пиво, да се разбереме. Дебатата е едно финале. Тоа се пари во прашање кои што се изгубени. Колку пари? Гледате, например... Тоа преку 12 милиона евра. 12 милиона. Тамо, значи, Благој Механџиски кој е видлив, нели, за кој се сеќаваме од Зегин. Мислам дека сега е пензиониран во Зегин. Не е важно. И то третиот партнер тамо ви е Живко Мукетов. Да. Кој ви е брат во масонеријата. Не знам. Добро, еве, јас знам. Кој ви е брат во масонеријата. Значи, вие и во масонеријата, не велам дека вие, но и во масонерија, како... Јас постојано велам дека ако пропадне масонеријата во светски рамки, тоа ќе почне од Македонија, бидејќи само во Македонија масоните со масоните... Ја потегна темата за перцепцијата што значи да се биде масон. Некој смета дека да се биде масон тоа е некоја привилегија и ужива во мистериозноста на таа мистерија, да се разбереме. А некој пак смета, како мене, во кој што да се биде масон е достоинство, да бидеш човек надвор од храмот. Добро, Костовски. Каде се карате во градски аптеки? Значи, нигде кај ја бе физика. Благој Механџиски, нели, останува со вас. Ајде, чисто да видиме, бидејќи... Во времето на СДСМ, пред заменувањето од 2004-2005 година, јавното здравствено установа градски аптеки се приватизира. Во кој што Најме Сојуз заедно со покоен Трајче Мукетов, Механџиски и јас да заеднички влеземе во концептот приватизација на јавното во приватна здравствена установа. Удели што се продава се 75%, значи секој од нас тројцата по 25%. Значи имате мнозинство. Јас, за жал, не бев тогаш присутен кога се одбиваше таа аукција и иако не дозволив ја да се надминува одредена сума, која што требаше околу 2,5 милиони евра по субјект, правен субјект, се постигна цена од 12,9 милиони, бидејќи идеше систем на надавање, во кој што дел од моето семејство беше член таму, едноставно без така, како играчка се надава и доаѓаме да сите уложиме по 4,3 милиони евра за да ги преземе градски аптеки, кои што годишно има промет по милион евра. Мислам, лудост. Но не имаше недвижен имот. Располагаше со недвижената не носи профит. Располагаше со многу аптеки, значи недвижената е недвижена, тоа може капитал. Меѓутоа јас видев дека ја го прифаќам бизнисот, ако ти жива материја, ти ми носам, ја дневна работа морам да работам.
Купниот промет на градски аптеки. Сега да се. Вие сте единствени аптеки и банка у светот кој не успеа да направи пари. Не успеа. И гледате, виновни ви се или некој во фамилијата, или не знам брат, или син, или СДСМ, или ВМРО и така натаму. Значи постојано ви е некој виновен. Веројатно е вината и во мене. Да се разберем. Вината и во мене. Што имам превише доверба во одредени лица, бидејќи тоа е стара поговорка, вика. Има доверба, ама проверува. Јас тоа не го правам. Сега ајде за градски аптеки. Градски аптеки. Гледаме дека тоа е конфликт на големите масони, тој е прв голем конфликт на големите масони. Масонската ложа е конфликт од натре, бидејќи вие и еден од членовите од триумвиратот сте големи играчи во масонеријата. Тука доаѓа до првиот раскол во македонската масонерија, ако веќе. Бе не е тоа раскол, јас никој пат така не сум го третирал, бидејќи ние со Алкалоид тогаш се договоривме кој ќе ги преземе уделите, бидејќи видовме дека целата работа Зегин ја тера на свој канал. Му дадовме право да он ја раководи јавната здравствена установа, градски аптеки, меѓутоа што правеше, он секојдневно испорачуваше роба во кој што дата на плаќање веднаш и веднаш затезни камати и фактички го билдаше долгот. Вие немате, градските аптеки нема милион евра вкупен промет, колку што беа побарувањата, дупло поголеми побарување покажуваше Зегин према градски аптеки. Сега можете да замислите. Сега, за таа работа се стопира, со Живко ние седнавме и се договоривме. Не 4,3, туку одредена помала сума, или ти да ги земеш моите удели, или јас твоите. Падна зрепката, јас да ги земам уделите. Го исплатувам јас Алкалоид. Комплетно. За цената што беше договорена. Цената беше 3 милиона евра. Комплетно исплатено. За 4,3 и свикуваме собрание со цел преземање на градски аптеки да поставување комплетен систем на работење во градски аптеки. Човекот веќе е починат, не носи моноски. Меѓутоа, во времето кога сега почина од корона, млад човек ми каже дека он бил натеран, бидејќи он беше овластено лице пред градски аптеки од страна на Алкалоид. Он бил натеран од страна на раководството на Алкалоид да не се појави на тоа собрание. Тоа собрание пропаѓа и денеска градски аптеки се во стечај, во кој што доминантно контрола на сите градски аптеки пак има Зегин. Тука е уйдурма направена. Направена уйдурма зад ваш грб? Сигурно. Зегин како најголем дистрибутер и на аптеки и на мало и на големо, секако бил посилен играч за Алкалоид отколку јас. Меѓутоа не мораше на тој начин да ме изигра, условно да кажам. Тоа се ски. Луѓето кои познаат велат дека два играчи во тој систем кој сте ограделе бизнис, политички, првенствено политички или на промоција, се Снежана Жана Османли, која е покојна, и Бранко Тозија. Дел на фамилијата Тозија, нели, Нико Тозија, еден од големите шефови на македонските тајни служби. Драги Тозија, се извинувам, нели, Домот на култура во Ресен сам не рекоа Драги Тозија, татко му Нико Тозија, представник на Југословенски железници во Тина, значи на мокна функција во времето на Титова Југославија, и дека починувањето на Жан Осман и конфликтот со Бранко Тозија всушност вас ве изместуваат од ректорите. Сега да објасниме за гледачите, Жан Осман со Киро Глигоров оди на она средба со Слободан Милошиќ, последна нели средба или еден ден пред атентатот на Киро Глигоров, она ги има тие стенограмски белешки од таа средба што е правена, сива еминенција на политичката бизнис сцена, подоцна ке Перо Ганчевски завршува во Зоил Македонија, вие земате, правите директор на вашата осигурителна компанија. Сопругот на Жан Османли е брат, предпоставам, исто во масонската ложа, за која не говорите, нели? Значи, говорите за Жан Османли. Да. Тоа е особа која што од секој пат ми била драга и многу почитувана. Со нејзиното заменување како да замина дел од мене. Толку ќе кажам за нејзиното место и улога. Она факт е дека беше долги години шеф на кабинет на првиот претседател на Република Македонија Киро Глигоров. На Петар Гошев. Незината професионалност никој пат не ја дозволи да обзнанува ситници кои се дешавале
ина тема. Бившите ју председатели Милошевиќ и тие работи. И посебно, само во еден момент успеа да ми каже колку бил сериозен политичар Киро Григоров. Кога пред Сайрус Венс и Лорд Овен го правил подале од животно. Устанал да биде мирен и да не прифати устави кои што му биле поставени. Само ми кажа, вика, тогаш Киро порастал во моите очи за 10 класи. Сакам да кажам за Жана Османи, за нези денеска душа ме боли. Она беше, она го остави фундаментите на Евролинк осигурителната компанија. Она ги најде луѓето, она го воспостави системот и апсолутно тој систем. Тоа се играчите кои стојат зад кандидатурите ваши. Молам? Тоа се играчите кои стојат зад вашите кандидатури, кои го прават тимот, екипата ви се во најтесното раководство. Жана Османи беше мојата чиста совест. Да. Бранко Тозија, убедливо ќе кажам. Кој прави банката Евростандард? Он ја прави банката, искусен, добар банкар, не смееше некои работи да ги прави зад грб. И може би моја вина е што јас не седнав со него да се договорам. Зовие што имавте директори после. Тој беше Монтеверест. Нема дефиницијно убедливо најдобар генерален директор што сме го имале Бранко Тозија. Костовски никош не сум ме прашал. Јорго Ќука, не сум го прашал ни Тозија, не сум го прашал никој, мимо останато тоа, Јорго Ќука, генерален директор на ОХИС, еден од членовите на големата македонска десетка, брат во масонската ложа, завршува во затвор за кредит од Евростандард банка. Мислам дека стана одбор за фирма во Гостивар поврзана со платина. Мислам дека тоа е еден од ударите кои најтешко ги поднесуваат. Дали е Росоман, Росоман преќе да е, али не е битно. Да, тоа е еден од тоа е нешто што од ударите кои не можев да му го простам на Бранко Тозија. Завршува затвор Јорго во притвор. Не може да му го простам, бидејќи не сме да се прави зад грбот на сопственикот игри кои што некој може да си ги дозволи. Тогаш се уште бев силен и активен во секојдневното работење на банката. Кога станав градоначелник, веќе ги испуштив, ги изгините, условно да кажам. И сето тоа после тоа. Влезе синот, влега други луѓе, моето влијание беше изолирано, така да тоа е тоа. Костовски, свино, Бајруш Сиди, тоа беше голем играч Бајруш Сиди. Имавте блиски односи? Никакви. Блиски по спорт. Он го имаше фудбалскиот клуб Милан од Куманово. Јас од овдека. Меѓутоа Бајруш ми го донесе Бранко Тозија. Кредит му беше даден на Бајруш Сиди. Ја не му го дадов, Бранко му го даде. И залог беше ставен стадион кој не постоеше. Мислам дека Митриновски председател на Врховен суд кој го ослободува во Бајруш од Куманово си ја заложи својата куќа и долго време му беше под хипотека на Евростандард банка. Тој отиде во затвор, ми дојде неговиот син, во кој што ме замоли да не ја активираме хипотеката, бидејќи нема каде да живеат, татко ми е во затвор и така натака. Така да понатака историјата за Бајруш тука и завршува негдека, барем по моите сознанија. Во секој случај, две работи на Бранко не можам Бранко Тозија да му ги простам. Јорго Ќука и Бајруш. Господин Костовски, кога станувате градоначалник, а потекнувате од Технометал Вардар, има, па не е тоа афера, меѓутоа тоа е еден конфликт со дел на големиот, крупниот капитал во Република Македонија. Вие ставате рампа на паркингот кај Технометал Вардар. Таму е Кочо Моцан, таму е Штерио Јанаков. Тоа се крупни играчи, знаете. Вие може да бидете градоначалник 4 години или плюс 4 години, 8 години, меѓутоа влеговте во тој временски период со едно мокно влашко лоби во конфликт. Всушност влеговте во конфликт. Немаше конфликт. Па добро, тогаш почна оние напади врз вас, вие го земавте паркингот на Технометал, па ставите рампа. Гостев да го користите Технометал Македонија, Технометал Вардар, тоа крајот на мојот мандат, не го чепнав.
Иако градот имаше право веќе дозвола да го преземе паркингот и да го тој стопанисува, јас тоа не го направив. Тогаш почнувате да влагате во конфликт. Знаете, тешко ви прифаќаше таа голема македонска десетка. Вие многу ретко на ручеци, на вечери одевте со нив и со... Добро, скоро ги кукавевте, нели, по таа масонска линија, меѓутоа со Шутурков сте му продавале Вирџинија Тутон во, како се вели, во Полска, меѓутоа никогаш ни вас, а бога ми ни Минчо Орданов не ве прифатија како рамноправни, како своји, да се дружите, да комуницирате, да излегувате, да станувате пријатели. Вината е кај нив или вината е кај вас? Знаете, никогаш вас не... Вие бевте богат, бевте бокен, победувавте на избори, бевте градоначалник на Скопје, меѓутоа тие никогаш не ве прифатија како рамноправен на масата. Ви предизвикуваш или тоа некое чувство на разочараност, на горчина и така натаму? Сакавте ли да бидете дел на тоа? Дали тие ме доживувале, јас не сум рамноправен или тие не биле рамноправни за мене? Шо мислите вие, например? Прости ми да ти кажам сега. Вие бевте побогат од нив. Знам, не е тоа само побогат. Побогат сум во себе, да се разбереме. Тие го контролира системот, знаете. Побогат сум во себе. Тоа е друга веќе. Тие го контролира системот, знаете. Тие се домашни играчи, Васко. Тие во 30 години тие се домашни играчи, јас сум светски играч, да ти кажам, во споредба со нив. Тоа е исто денеска како вие да спроведете Македонска лига со Премиер лига. Виде, јас парите сум ги правил. Ако вие влеговте во Катовице со 15 милиарди кој денес чини, вие ке бевте Роман Абрамович, вие ке бевте Челси, што ќе сум бил друга работа, Васко. А не кометал во целата работа. Што сум денеска? Денеска сум истиот тој Трифон. Имам чист сон, мирен сон, имам два прстобраз и гордо одам на секој да му кажам в лице дека нема право да ме плука или да ме напаѓа. Тој што има одважност, макар и официјално да ми се спротивстои. Меѓутоа, многу има од страна кои што плукаат, кои што се кријат зад некој. Костовски, кај ви е конфликтот со Груевски? Кампањите што ги правеа од 2006 година... Груевски беше авторитарен тип, во кој што не дозволуваше да има споредно мислење или другачие мислење сем неговото. Груевски не е тимски играч. Он сака да биде и беше тимски лидер. Јас може да бидам тимски играч, може да бидам лидер. Јас сум пофлексибилен за разлика, анализирај Груевски. Јас сум исто автократ. Костовски, помагавте ли во процесот на доаѓање на Зоран Заев на власт? Или те сте плакали на Груевски? Сте плакали... Не сум помагал на Зоран Заев, меѓутоа знам дека Зоран Заев други му помагали од банката. Костовски, има информации дека дел на одредена екипа, кај што е можеби Скопски пазар, кај што се можеби некој од масоните, синот на Нико Поленак, некој мој колега кој е дел на масонериите и така натаму, вашиот син, имат интензивни средби со Зоран Заев пред доаѓањето на власт на Зоран Заев, дури средби во Софија, кај што всушност се правени одредени, не сум го прашал Заев, веќе од 2012 година јас немам комуникација со Зоран Заев, меѓутоа ја можност да ве прашам вас. Вашиот син го пикира местото председател на Фудбалски сојуз на Македонија, што мене малку ме изненади, бидејќи вие едва и се извлековте од фудбалскиот клуб работнички, тогаш имаше одредена афера, ако не се лажам, каде што грузиската мафија поради некои наместени резултати доаѓаше. Имаше одредени закани за живот и така натаму за членови на вашето семејство. Бевте ли во пактови? Мислам дека изетот на Цилјан Мицевски беше во тие некои пактови екипи или околу Зоран Заев. Тоа се се спекулации. Прво, ја работнички кој бев, нигде не сум легол во систем да местам над превара или да купувам над превара. Дојдоа од грузиската. Нема ништо не се појава. Тоа се чисто спекулации и ништо повеќе. Тоа се спекулации кои што беа промовирани од Зоран Божиновски. Знам. Меѓутоа тоа нема врска. И приди мене, слушај, во Широки брег сте биле, ви се снимени разговорите. Нема врска, ниту сум бил во Широки брег, ниту сум учествувал во било како разговор. Сакам да те кажам, на такви работи ниту давам внимание. Значи, сакам да кажам, по врска со види вака јас и во амбициите на моите деца не можам да навлезам. Кои се тие? Заев ви ги вратили парите? Заев кредитот го вратили? Заев не бил лично кај мене. Прв пат Заев го сретнам како градоначалник, туку што избран.
Тој во Струмица, јас во Скопје. 2005 Имаше една дебатна емисија. 2005 година сте вие 2005. На исти Во избор. кој што гледам неговиот начин, ова ќе направиме, ова ќе направиме, ова ќе направиме, а јас, да ти кажем, јас сум предпазлив, да се разбереме. Не можам да кажам ова ќе направиме ако не знам како ќе го направам. Или со што ќе го направам. Има ли заеви пари од Евростандард банка? Заеви не знам дали лично имаат, меѓутоа нивни компањони имаат. Големи пари. Костовски. Видите вака, зашто вие очекувате дека Заев ќе го видите у прво лице еднина како дел од Евростандард банка? Не, ја запрашувам. Заев се појавува сосема преку други лица кои што се присутни во Евростандард. Логиката е, треба човек само да логицира. Ако Горан Трајковски е директор на Евростандард банка, кој е дел на екипата на Никола Груевски, подоцна заминува Витаминка заедно со... Значи, сакате да кажете, тогаш е донесена одлуката да се удри сатарот на Евростандард. Не, сакам... Васко, да биде јасно. Евростандард банка. Ако ВМРО ДПМН ја вади таа афера, како мега афера, ја вади преку медиумите под контрола на ВМРО ДПМН, значи дека информациите од ВМРО-вските играчи од банката доаѓаат на Христо Мицкоски. Види вака. Значи, тоа е логиката, значи вие со таа афера сакавте да го масакрирате СДСМ. Васко, го делиме мислењето, дека УЈП стана бренд како институција во времето на Горан Трајковски. Точно? Јас имам. Не, дозволете. Видите, јас имам господине Костовски сосема други размислувања бидејќи Не, дозволите каде од на Горан Трајковски всушност беше ударна тупаница на системот на Груевски и на Сашо Мјалков. Денеска дали се подигна дисциплина за паќање на опасност? Јавна тајна е дека со снимените телефонски разговори, јавна тајна е, судеше бизнисмени, едни се оценува, а на други им се даваше предлог да плаќат. Не велам дека ке вас, велам ке бизнисмени. На други им се даваше предлог да плаќат помалку данок, а другите во ташна преку дел на луѓе кои биле во Техно Метал Вардар, кои биле ваши колеги, не велам дека сте вие, преку нивни автосалони парите се носели во ВМРО ДПМН. Васко, овие се спекулации кои што јас не ги знам. Зашто не го расчистија Република Македонија? Во сферата на спекулации. Сега ќе кажам една работа. Не сте вклучени, сакам да кажам дека за мене факт е. Имате 2 милиони да платите. Факт е едно, дека најголемите фирми, должници на Евростандард банка. Добро. Се луѓе блиски до СДСМ. Добро. Тоа е за мене иницијалната каписла, дека голем број од парите, голем дел од парите на Евростандард банка. Што бевте вие во Евростандард банка? Влегли. Вие бевте и собственик, председател? Собственик. Председател на надзорен одбор. Вашиот син беше во банката сигурен. Он бил работно место. Па тие луѓе не ги краделе тие кредити, сте им ги давале тие кредити. Доста Васко. Молам, немој сега одека да ми натурас ме давале. Не сум давал. Денеска со документација. Може ли Костовски едно прашање? Не може. Дали може 10 прашања ја поставиш? Дали аферата со Евростандард банка ви отварат американците? Бидејќи сте фатени во одредени трансакции. Нема да влагате во такви филмови. Не, прашувам. Нема, бидејќи сте влезени во трансакции со Венецуела. Нема врска. Добро да прашувам, мислам дека има врска. Нема врска, велам. Нема врска. Дека во одредени трансакции со Венецуела. Ама вие приложувате врска со вашиот концепт. Кои се пресретнати. Не е така. Се испратени информации до државните органи на Република. Така почнува аферата Евростандард банка. Васко. Ме прашувам сега. Па не ме прашуваш, ти констатираш веќе. Сега одговори. Васко, не ти одговарам. Извини, не ти одговарам на прашање кои што немаат логика. Па нели рековте дека нема незгодни прашања. Нема незгодни прашања. Ама да ми е логиката на тоа прашање. Па прашање, дали па не може, банката официјално отидена поради неадекватност на капитал. Трансакции со Венецуела? Ја не сум ги правил тие трансакции, Васко. Дали се правени? Не знам денеска, не знам. Ја не го знам секојдневното работење на банката, Васко. Сега устече, не може не го знаете сега. Не го знам. Ни тогаш, ни сега не го знам. Не ги знам комитентите. Не е моје да ги знам. Ја имам платено луѓе и служби кои што таа работа треба да работат. Ја како собственик на банка не сум овласен да имам и да давам кредити. Некој тоа го правил. Меѓутоа го правил да изгледа стокмено со документација, а тоа фалсификат документација. Не се однесувате како да сте новороденче, сите ве лажат, сите ве крадат, ништо од вас не зависи.
Тие луѓе вие сте ги ставале, вие сте биле собственик на банка. Од таа банка сте давале кредити на ваши фирми, Гофи, Мофи, уеше се во Швајцарија. Преку тие фирми сте купувале земјоделско земјиште, така значи вие сте дале пари од таа банка. Тоа е судирни интереси во целата таа работа. Кој биле ние, бе, вас? Па еве, јас можам да ви прочитам ако сакате, мислам на крај на кришата. Значи си постојат официјални документи. Значи не беше тоа суштината на разговорот, меѓутоа знаете. Не, врети да ми е суштината сега да видим. Еве, Гофи, Швицерланд, Лугано, Естен Хемшмир Холдинг, исто Швицерланд се фирми основани од Евростандард банка со по 50% акционерски капитал, ВХХ и Гофи собственик е следна, Трифон 20%, вашиот син има 20%, Филип Костовски има 20%, третиот син Олга Костовски има 10%. Сте купувале Тремник, Неготин и така, значи еве тие. Кој Тремник? Па вие сте купиле со тамо со кредити, значи тоа се од истрагата. Не сакам да кажам работи од истрагата, бидејќи тоа може да држам. Па зашто ми го дам? Еве ви. Спекулација. Па добро, Ја како акционер сум купувал во Тремник. Ја како акционер у банката сум купувал. Сте купувале? А сте купувале? Ама не ве прашувам дали сте купувале. Ама не сте купувале? Ама не, видите. Ајде објаснете ми. Економијата знаеш? Не знам, јас. Банкарство дали знаеш? Никој не знае, ама јас сум акционер. Освен вас никој не знае. Сте купувале или не сте купувале? Јас сум акционер. Да. И сте купувале? Не бре човече, јас сум акционер. Акциите треба да ми носат мене пари. Добро. Јас одговарам за акционерскиот капитал. Дали функционира или не. Имам менаџерски тим, имам ресори, сектори кои што таа работа треба да работат. Јас тоа не го работам. Дали Гофи беше собственик на млин во село Тремник, Неготино? Млинот нема, Гофи станува собственик покасно. И со кредит од банката, одобрен на фирма по Вардарие, Шпедиција Неготино, е купен млинот на Гофи во износ од 43 милиони денари. И сега што има со тоа врска? Не знам, кажем. Прашувам јас, па вие сте... Па има млин, постои тој млин и денеска постои. Вие сте се користиле таа банка како самопослуга? Каква бе самопослуга, човече? Абе, млинот е жива работа, зашто така? Паско, немој да ставаш спекулација во даденава ситуација. Вака кога ве слушам, виновен ви овој, виновен Хари Костов, виновен директорот претходно на банката, виновен е вамо, виновен ви светскиот заговор, само вие не сте виновни Костовски. А вие сте собственик на таа банка. Синот ваш има канцеларија таа банка, директори ставате на таа банка. Значи, све зависи од вас, ама вие сте невини. То ми нема логика, морам да ви признам. И? Колку пари на Пасиев му остана во банката? Едно време беше фаворит политички. Мојот оратор го нарекувавте. Колку пари на Пасиев? Не сум виновен, сега Пасиев, што ќе биде следно прашање вас? Колку пари му стана на Пасиев во банката за робен? Не знам, прашате го Пасиев. Па добро, беле, дека 100... Не знам, ма Васко, ја не сум службеник на банката. Дали разбераш што е акционер? Те молам, ти ако како новинар не разликуваш акционер од извршно лице, работено во банка. Дефинираме. Вие сте значи собствени во банката. Да. Вие сте председател на надзорен одбор. Да. Значи вие сте тековно запознаени. Не сум тековно. Добро, председателот на надзорен одбор. Дозволи Васко ти. Можете Васко кажете ти не го знаеш системот како функционира банка. Еве вие ќе ми објасните. Што е функција на председател на надзорен одбор? Да го води надзорниот одбор, во кој што е составен од 7 особи, кои што секој има еднакво право на глас како и председател. Надзорен. Надзорен. Самиот назив. Значи надзор. И? На кого надзор? На портирите? На управниот одбор и на работењето. Па значи вие како председател надзорен сте требале да имате надзор. Па ние сме правеле надзор. Оперативното работење. Васко сме правеле ние надзор. Ви давале лажни извештаи? Кој ви дава лажни извештаи? Синот ваш ли ви дава лажни извештаи? Точно така. Како? Не синот мој. Кој? Управниот одбор. Што е функција на вашиот син? Синот е мој вработен, висока позиција беше во одборот за кредитирање. Значи кредитите мора преку него да поминат. Не преку него. Како не? Има сектор за кредитирање. Добро. Он е само одбор. Кај него доаѓаат финалните обработени дозволи. Не знае кредитите кој ги дава? Не ме заебавај више. Не ме заебавај вас. Ама добро, не ме заебавај. Не ме заебавај. Види вака навлагаш во работи. Вашиот син не знае каде се даваат кредитите? Не знае, се комплетно не знае. Тоа му е потурена документација, направена фалсификат во кој што он само треба да потпише. Бидејќи и он имал доверба во некого. Костовски.
Дебело сте заглавени. Ја не сум заглавен. Дебело сте заглавени. Ниту сум заглавен, ниту Завршува аферата, се плашите ли дека може да бидете санкционирани? Со таа, бидејќи се изнервиравте тука, знаете, мислам нема потреба. Ако вие сте што пазите, се обидете тука да ни негирате здравата логика, председател на надзорен одбор, значи да имате надзор. Ми продажи овдека магла. И немој гледачи овдека магла. Што е председател на надзорен одбор? Човек кој што го води еден одбор и му се носи документација на увид. И тој го води со станокот. Тука се 7 члена. Дали Костовски, целото работење на банката, целото работење на банката се надзира и контролира од надзорниот одбор. Да. Вие сте начело на тој надзорен одбор, Костовски. Вие сте контролирале банката. Вашиот син бил во делот за кредитирање. Учествувал во бирање директор, вие се собственик таму. И не може да биете мајка Тереза, да велите сите други се виновни, јас не сум виновен. Токму така е. Токму така е, Васко. Ја не сум виновен. Кој е виновен? Меѓу кој ти си виновен исто така. Јас сум виновен? И ти си виновен. Што на овој начин ја водиш емисијата. Истражувачко новинарство. Значи да влезеш во генезата, а не да седнеш тука. Да не ми дадеш да кажам до крај, да се изразам слободно. Ми влегуваш со прашање, под прашање, над прашање. Што да ти кажам? Нема што да ти кажам, Васко. Не разбираш. Не разбираш, Васко. Прости ми, не разбираш. Не разбираш ти банкарство. Вите, Костовски, бидејќи вие разбирате банкарство, не го разбирам. Ја не го разбирам доволно. Дефинитивно ја покажа дека. Значи вас ви пропаѓа порцеланка, ви пропаѓа банка, и пропаѓа секој бизнис што сте го фатиле во Република. Ти дојде одека да ме судиш во Македонија, дали што ме пропаднало, па ти не си ми дал парите. Бидејќи јас не се разбирам, а вие се разбирате, јас не сум ни пробал да се бавам со бизнис, ама вие бидејќи се разбирате, сте пробале. Ама веќе водите бизнис вие? Не, па не водам бизнис, водам продукција. Ова е продукцијска куќа. Исто бизнис, така ли? Ова се бави со медиумите. Ма и ова е бизнис. И го правам одлично 20-25 години. Добро. Вие сте инвестирале во Македонија и се разбирате во бизниса, сите бизниси се пропаднати. Да. И сега што да правиме? Кој е крив? Јас сум крив? Па не знам, јас сигурно не сум. Бидејќи јас не се разбирам во бизнис. Јас сум работил и денес ми рековте дека не се разбирам во бизнис, вие се разбирате во бизнис. Па не се разбираш во овој бизнис по кој што јас го работам. Ако се разбирате, што све ви пропаѓа? Кој пропада бидејќи имаме гнила држава? А државата се крива е. Еми кој е крив? На кое место е Македонија по криминал и корупција? Корупцијата каде е ти? Очекуваш же пароши? Тие се во институциите. Токму таму кои што треба да го штитат мојот капитал, тие се тука. Тоа е корупција. Костовски, вашиот капитал сте требале да го штитите вие. Како да го штитам? Па зашто е ваш? Како да го штитам? Па да го инвестирате, да го па инвестирањето. Да го правите. Па тоа инвестирање, правење. Да. Па тоа инвестирање. Банката трне. Ама ја да сум ги држал парите. Кој дел на системот? Васко. Вас ви носи профит. Ако не сум ги инвестирал парите, ќе сум ги имал денес. Кој дел на системот вас ви носи профит? Еве трнете банката на страна, бидејќи таму има супервизија, па има Народна банка, па има конкуренција така, но еве било кој дел од вашите инвестиции ви носат профит. Има што носат профит. Скоп. Поле го имавте купено. Ама сад. Ви носили? Не наведеш. Ви носили? Евролинк носеше. Евролинк ви беше на граница. Кој на граница? Па добро, покривав тоа време на Жан Осмали. Знаете ли колку загуби имало тоа покривано во време на Жан Осмали во Евролинк осигурување? Што спориш бре вас? Банката ви носеше. Нема вакви работи да изјавуваш. Нема јавноста да чуеш што работи. Немаш потреба да ова. Евролинк од самиот почеток е позитивна фирма. Добро. Кој друго? Најпозитивно. И кој друго? Негорски бањи. Култура. Што ви работи Негорски бањи? Колку имате? Гледате што права тамо Фламинго. Па што треба да работи у Македонија? Па вас ви е полупразно тамо. Кој е полупразно? А Васко, тиш, твојата продукција подобро работи? Не, мојата продукција е мала продукција. Па и бањата е мал бизнес. Мала продукција. Ама мал бизнес и бањата. Па не може во COVID 2,5 години кој што трае ти да очекуваш да имаш некој резултат финансиски. Бидејќи ви рековте дека 100 милиони евра изгубени. Само во банката ли ви се изгубени? Не бре, само во банката од целиот овие што исполнува. Тоа значи дека системот не ви функционира, Костовски, ако имате 100 милиони евра. Не велам дека функционира. Загуба. Ама ја очекувам дека ја имам подршка од системот.
Мојот личен може би не е најдобро поставен, али треба некој да ме упозорува како систем од државата. Не може Народна банка од можни мерки, вонредни мерки и администрација директно од редовни мерки да иде на стечај. И сега, знаете, сте типичен македонец кој е жртва на системот, кој не се само преоценува дали вината може би е ке вас, системот. Системот е виновен. Еве нема систем, па вие сте го знаеле тоа. Па вие сте како не сте го знаеле? Па вие сте биле дел на системот, сте биле пратеник. Не сум бил дел. Сте биле 4 години пратеник, сте биле 4 години граначалник, вие не сте од Ама ја станам граначалник и се од кога почнам да влегувам овдека со капитал. И вие значи сте дел на системот, луѓето кои сте ги ставиле на функција, биле дел на системот. Ама јас сум сакал да го системот. исправам системот. Аско, Вие сте ти некои работи, вие сте инвестирале да направите профит или сте инвестирале да го смените системот? Се извинувам, ама чекайте. Кога сте ги инвестирале парите, сте ги инвестирале да направите профит или да го смените системот? И едно и друго. Да промиграм нов систем. него на поправивте вредностни системот, системи, на квалитетна изполга. Еми пропадна парите. Значи дупло голо. Што е работа? Зашо? Што е тоа дупло голо? Па неуспешен ни едниот ни другиот модел. И сега што да правиме? Па ништо, јас ве прашав на почетокот како успеавте по Ја неколку водам години мојата битка. од најбогат Македонец да станете кандидат на топол оброк 3 пати на ден. Тоа ве прашав на почетокот. Тамо почнавме, тамо нели завршуваме. Аско, Кога ќе се јас ти свртите кажам на и назад, на почеток. кога ќе се свртите Јас на сум богат. Добро, Јас сум богат. Ако ти исклучува богатството, го гледаш во материјалното, ја не го гледам така. За мене човек е богат колку вреди самиот. Да, мене овде, како ти што ја наслика сликава, цел систем во Македонија не чини, само јас сум прав. Не си во право. Само тоа ќе ти кажам. Ако се бавиш со оваа професија, со која се бавиш, мораш подлабоко да навлезеш во самата суштина, во спротивно, вака ќе талкаш. Јас талкам, ја барам вистината и ќе стигнам до некоја вистина. Дал ќе успеа во таа моја, да не кажам Дон Кихотовска работа, не знам. Ама ја е ќе работам и не се откажувам. кој стои за тој ваш неуспех, нели? Вие се чувствувате дека сте неуспешен во Македонија, дека вашата мисија завршува неуспешно. Кој е системот кој работи против Трифон Костовски? Прво, ги оциграм проблемите во самиот себе. Главен проблем сум јас. Костовски работи против Трифон. Погрешно го поставиш работите. Ја не водам бизниси, бакалници или да не кажам тезги, ја водам сериозни бизниси, во кои што ми требат тимови, ми требат менаџери, Дали кои што вашите не умеам или не умеам да ги поставам условите како да ги контролирам тие менаџерски тимови кои што ги водат тие мои бизниси, кои се должни да работат. Тоа е мој личен проблем. Проблемот што го барам во... Ве разочара ваши блиски луѓе? Па, дефинитивно дека ме разочарале. Луѓе од ваша најблиска, не само пријателска, роднинска основа. Дали Па најблиска? дефинитивно тука има недостатоци во сите сегменти, дали е тоа роднина, пријател или другар или вработен, се исто. Фала Богу. Види вака ние не сме сите еднакви. И Костовски. сите членови на семејството не гледаат еднакво на сите проблеми. Добро. Ке заврши ова интервју, ќе го емитуваме ова интервју, ќе има истрага, ќе заврши истрагата, при крај како што има информации така натаму и така натаму. Ве прашав неколку пати. Знаете, сте биле на врвот, значи ве сакал народот, ве обожавал народ, не нека сега не ве сака. Значи ве сакал, ве обожавал, ве избирал и така натаму. И се слушате по градов, ке го апсат Костовски, ке го апса синот. Васко. Како се чувствувате? Васко, Пред неколку години се извинувам, јас сум пак на врвот. пред неколку Јас сум Трифон Костовски. добро. Горд и поносен на себе и на своето семејство. Немам зад себе ништо што би можел да се срамам. Немам ништо. Тие што има докази, не бегам, машка ќе ги согледам, ќе ги погледам во очи. Ако има, тука сум спремен да одговарам за моите дела. Ама тој што се огрешил,
па и тоа да биде систем во Република Македонија, како Народна банка, или одредени групи на луѓе кои што стојат зад нив, тие нека исто така се замислат што ќе биде со нивната иднина. Ја знам дека отварам фронт, јак фронт. Ја треба да сузбијам нешто што е веќе со децении наназад инсталирано и развиено и доразвиено. Знам на што можам да наидам. Меѓутоа, јас сум одважен и смел. Идам до крај. Костовски, многу среќа. Остана уште едно прашање, може да го одговорите, може да не го одговорите. Беше афера една, ајде да речеме шпекулација, дека полицијата, не е битно која влада, не е влада, не е важно која влада, дека има влезено во банката, во сефовите на банката да бара кокаин. Точно ли е таа афера или не е точно? Па слушам од вас. Не, прашувам. Значи, тоа не е констатација. Добро, прашуваш ти. Тоа е прашање. Слушам од вас дека такво нешто може да било во банката во кој што јас сум бил председател на надзорен одбор. Прв па слушам дека во сефовите можел некој да полиција да влезе. Немало такви раци. Добро. Во моје време немало. Костовски, многу среќа во тоа што го правите. Како мислите дека на крај ќе заврши се ова? Крајот има два исхода. Имате ја ќе победам, ја ќе бидам покојник, ја ќе бидам херој. Што е втората варијанта, херој е многу потешка, меѓутоа не се откажувам. Што сакате да постигнете? Да се спасите од затвор или да дознаете вистината? Ја да се спасам. Добро бе, прашувам, видите, колку има истрага. Васкове, од каков затвор? Ако има истрага од таков формат, едно од опциите... Абе, истрагата и за тебе денеска постои, меѓутоа дали има обвинение прво? Па добро, има истрага. Ама чекај, Васко, немој. Вие сте биле два пати, не велите дека сте биле два пати во јавно обвинителство, така? Ама на распит. Па распит, добро сте биле во финансиска полиција. Ама тоа пред 2,5 години веќе. Добро, и сега веројатно ќе заврши таа истрага, се прашувам. И таа истрага треба да се отвори обвинителство, истрага така. Што очекувате? Вие сте гласен, вие гласно... Јас сум гласен, јас секоја недела ги прозивам сите институции. И тука има две опции. Едната опција е да дојдете до вистината, а втората опција, знаете, кој е некој гласен, сака да се спаси од нешто. Јас тоа ве прашувам. Ја немам што да се спасувам. Јас сум тој. Зашто сте нервозен тогаш на било? Ма не сум нервозен, Васко, не можам да сватам со кој вокабулар мене ми се обреќаш. Јас да се спасам, од што да се спасам? Има сериозна афера, Костовски. Ма каква афера, бре, човече? Ма каква афера? Тоа е стечена банка. Акционерот, тука како му... Судбини на луѓе се врзува, како... Па гледате кој све беше вклучен, кој беше вмешан, кај се дале кредити, кај се дале пари. Абе, Васко, бе, тоа е народ и маса се крена против вас и вие се видите, тоа е обичен стечај. Васко, ти изгледа, не сакаш некој работа да го разбереш. Дали правиш разлика меѓу управен одбор и надзорен одбор? Правиш ли разлика? Кој е во управен одбор на банката? Те прашувам дали правиш разлика. Нормално, како не може да правим. Што е функција на управен одбор? Управен одбор управува со банката, а надзорен одбор контролира работа на управен одбор. Кој се работни места на управен одбор? Управниот одбор одговара пред акционери, сопственици и пред надзорен одбор. Вие сте не, надзорниот одбор одговара пред акционери. Значи вие сте и надзорен одбор и акционер на. Еве никоја врска нема Македонија, вие све знаете, ве прашувам. Не, ја не знам се. Само го знам тоа што. Добро, вие сте биле. Управниот одбор има ингеренции да раководи со банката. Тој ја води целата кадровска политика. Кога сте имале седница надзорен одбор, што сте одлучувале? Васко, бе, зашо ваки смешни прашања? Нема, еве, прашам. Па имаш ти дневен ред кој се дава. Сте расправале за тоалет папир купување, сте расправале за паркинг места или сте расправале за работата на банката? Васко, бе, не ова пазар, бе, Васко. Кредити, на колку кредити, кој не враќа, па тоа сте расправале надзорен одбор. Сте контролирале, сте надзирале што работи управниот одбор, па тоа сте го правеле. Чека, Васко, ти си учествувал в надзорен одбор? Ма не сум, бе, прашам јас, затоа прашам. Ама ти не ме прашаш, ти констатираш веќе. Што сте работеле на надзорен одбор? Ама ти веќе констатираш. Ти врска немаш никој. Што сте работеле на надзорен одбор? Абе, надзорен одбор функционира на база дневен ред,
кој однапред минимум не една недела се доставува кај секој членовите. Тој дневен ред кој составува одредена правна служба под контрола на управниот одбор. Те сослушаме сега. Ајде, кажи, Костовски. Управниот одбор е тој што го диктира дневниот ред на надзорниот одбор. Кој го контролира управниот одбор, Костовски? Јас, меѓу другите. Тоа е болката. 10 години јас тој управен одбор. Е моје дете, мој семејство. Не е тоа болката, тоа е проблемот. Лесно би било кој било болка. Зашто? Што е проблемот, кажем? Бидејќи ако тој управен одбор што е проблемот? Правил криминали. Што е проблемот, кажем? Ако правил криминали. Не, просто еве, вие сте го контролирале. Проблемот што е? Сите ќе бидат обештетени. Има пари. Значи, сите се обештетени. Ја не сум обештетен. Ако е правен криминал, а вие правен е криминал. Ама парите треба се најдат. Има вина кај вас. Паско, парите се тука. Трага на пари ти не може да се окриеш. Едино ако се убие правниот субјект, стечај. Ама е тука и во законот за стечај постои член во кој што треба да се трага до крајната дестинација каде завршиле парите. Тука се игранките у правниот систем во кој што покушаваме и јас се трудам да го разобличам. Парите се тука во Македонија. Не сум ги земал јас. Кого јас сум оштетил кажам? Стојам отворено пред секој. И правно и физичко лице. Кого јас сум земал нешто? Нема Васко таква работа. Костовски, ке заврши истрагата, ке има извештај, ке бите во право, ова што го зборите, нема да бите во право, не сигурно. Ке имате можност, ке поканам на уште едно интервју, кој ќе биде све готово, да не говориме сега меѓу редови, па да паднеме под санкции на законот, па некои се доверливи информации, некои не се доверливи информации, така натаму и така натаму. Ке можеме да поразговараме, ако даде Господ, уште еднаш, кога ќе заврши целата истрага и тоа ќе видиме дали ово што говорите вие сте биле во право или не сте биле во право. Еве сега на крај, бидејќи објективно досолуваш, има и да не кажам понатаму континуитет, бидејќи објективно темата е сериозна. Јас водам сопствена лична истрага со еминентни инспектори кои се бават со организиран банкарски криминал. Таа истрага е готова. Ќе обзанам кон крајот на август, почетокот на септември, во кој што ќе дојдат високи, стручно образовани експерти за банкарство и банкарски криминал од Европска унија. Ќе бидат дел од таа презентација овдека. Се плашам, дали системот ќе реагира, обвинителство, судство, полиција. Бидејќи тука е генеза на веќе со години инсталиран криминал во банкарскиот систем, кој што единствено во Македонија функционира. И немој да мислите, и вие, и ти, и сите ние, дека Македонија е на стапката на организиран криминал е толку високо, рангиран поради чепчините од Битпазар или на улица. Не, во институциите. Токму тоа каде што јас се перувам, се влегувам, да влезам и да најдам генеза како да се острани. Дали ја ќе бидам обештетен? Тоа е друга работа. Ами тоа е дел. Ја да се обештетам од системот. Меѓутоа системот еднаш да му ставиме крај. Да почнеме да делуваме како правна држава, а не како држава украдена од криминалци. Костовски, многу среќа. Хвала. Се надам дека ќе биде презентиран тој извештај, ќе сме живи и здрави. Ја можам да ти предложам дури ќе ти дам комуникација да комуницираш со дел од инспекторите. Доколку они би сакале да ви видат гости на оваа емисија. Со задоволство, кога ќе дојде да биде готов извештај. Одлично, прекрасно. Ќе можеме да ги снимеме. Васко, ќе ми дозволиш и ти да се извинам ако сум изреагирал нешто. Вие изреагиравте малце непријатно, морам да признам. Добро. Тотално непотребно. Добро. Ајде, разбирам дека сте по тензија, емотивни се тие работи, емотивни се тие прашања. Меѓутоа, се сигурно са предгледачите. Јас ве прашав кои прашања не сакате да ги поставам, бидејќи знаете тензична е работата, кревка е, во моментот се води истрага, се извинам, во моментот се води истрага и јас не сум сакал нели да што се вели доека се води истрага да турам бензин на огнот, ви рековте можете било кое прашање.
Јас ви ги поставив сите прашања што сакам. Васко, лажна истрага е оваја. Па добро, може да е. Лажна истрага е, нема истрага. Може да е лажна истрага, но водат кобајги да завршат нешто. Но не сме јас и вие кои кажуваат дали е лажна или не лажна, се има институции кои види треба да го вака, ја проверат. имам информации, Добро, еве имате информации. Имам информации, знам дека лажна и ништо не мрнале од... Еве ќе биде готов извештајот и на истрагата. Ама мора да го завршат. Ќе биде и вашиот извештај готов, ќе биде и новините со и на финансиска полиција, Така ќе е. можеме да ги споредиме Океј, и ќе можеме да се видиме, да поразговараме така е. по Договорен. помалку емотивна атмосфера. Види вака, слушај, јас сум тако бил и пред Груевски, па и пред тебе, да ти кажам. Не сум молчал. Никој пат. Он кој беше на врвот на славата. Не молчам јас. Ако сметам дека не сум да не кажам неоправдано оптужен или стај. Не се плашам од истрага, Васко, свати го тоа. Немам ја никаков страв. Стравот е кај мене мислена именка, мислен збор. Не се плашам. Свесен сум за моите чекори и моите дела. Ако ме разбереш пред, ако не, добро. Имавте една песма, Дали крајот така мириса, така? Тоа е ваша песна. Која? Дали крајот така мириса. Не знам, не се сеќам. Пеевте многу песни. Пеа многу песни, да, пеа. Многу среќа, многу успех. Да Господ, ќе снимам уште еден интервју. Се најдобро. Океј. Ова беше емисијата во Центар. Ова беше вториот дел на ексклузивното интервју со Трифун Костовски. Се надевам дека уживавте. Работниот наслов на интервјуто е најбогатиот човек во Македонија или како се поменува тој пат од најбогат човек во Република Македонија до човек до кој му се заканува дека може да оди на топол оброк 3 пати на ден. Јас уживав во интервјуто, се надевам дека ви уживавте. Наредната недела имаме интервју кој вие сте го барале или еден поголем дел од вас го има барано тој интервјуто со Мирољуб Петровиќ. Ако ви се допадна вечерашната емисија Ново дружење четврток во 22 часот, до четврток во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде и да си.